Добро вечер. Истрага во две институции. Во Судскиот совет формирана работна група. Во обвинителството предистражна постапка на која работат двајца обвинители. Во очекување на правниот епилог за досието злоупотреби на распределбата на судските предмети преку АКМИС системот, вечерва во топ тема на ваша страна предочуваме нови сознанија. Во судски контролник прецизно забележани 250 рачно делени предмети во 3 години. Ке ги видат ли и обвинителите? Но се во ова како повод и за пресек до каде се и во кој правец се водат реформите во судството. Дали политичките пазарења ги прегазија стручните решенија и носат ли решенијата на рати, квалитет и каков. Добро вечер и за моите гости. Ана Павловска-Данева, универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на Судот за човекови права во Страсбург, судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина и председател на Институт за човекови права. Добре дојдовте. Добро вечер, добро вечер. На ваша страна и господин Лазар Нанев, судија. Добро вечер. Но како вовед во вечерашнава дебата за она што го најавивме како продолжение на серијата наши истражувања поврзани со злоупотребите или манипулациите во АКМИС системот. Судските архиви ги кријат сите докази и сознанија. Дојдовме до уште едно, а тоа се документи во кои што прецизно е набележено рачно делење на судски предмети за 3 години. Нивната бројка достигнува до 250. Истражување на Огнен Чачаревич. 250 предмети од организиран криминал биле распределени рачно во Скопскиот кривичен суд во 2015-та, 16-та и 2017-та година, покажуваат документите до кои дојде топ тема на ваша страна. Овие документи се уште една потврда дека АКМИС системот бил заобиколуван и злоупотребуван од тогашните председатели на судот. Злоупотребите се потврдени од истрагата која спроведе комисијата формирана од Министерството за правда, откако сомнежите беа нотирани и во извештајот на Прибе. Контролниците со кои располагаме се интерни документи во кои се заведува распределбата на предметите во Скопскиот кривичен суд. Според овие документи во 2015 година рачно се поделени 121 предмет од организиран криминал. Повеќето од нив се со решенија за притвор, а во еден од нив има дури 29 обвинети лица. Најмногу на рака се делело во март таа година, 20 предмети, а интересно е што во еден ден, 17 март, 5 предмети се рачно доделени на судии за постапување. Наредната, 2016 година, за обиколувањето, односно злоупотребата на АКМИС системот продолжува. 110 предмети ќе бидат распределени кај судечки судии рачно. Најмногу се во октомври, 17 предмети. Само на 5 октомври председателот на судот рачно ќе распредели 5 предмети. Минатата година оваа бројка нагло и рапидно опаѓа. Контролникот покажува дека лани само 19 предмети се распределени рачно. Од контролниците не може да се открие за кој случај станува збор, бидејќи сите се со архивски броеви. Но нашите извори тврдат дека соодветните судски или истражни органи можат лесно да утврдат за кој случај станува збор и кај кои судии биле распределени. Затоа е потребно само директен пристап до АКМИС системот. А според поставеноста, таков пристап имаат председателот на судот, Врховниот суд и секој член на судскиот совет. Податоците може да ги добие и апелацискиот суд, кој според хиерархиска надлежност ја контролира работата на основните судови. Но што тоа е направено? Јавното обвинителство соопшти дека е во тек предистражна постапка во која поради обемност на материјалот се ангажирани 20 обвинители, а во моментов се превземале дејства за утврдување на фактите. Председателот на судот Иван Џолев во својство на представник и уште неколку вработени како сведоци биле повикани во обвинителството, каде дали изјави околу работењето со АКМИС системот. Џолев додаде и дека од обвинителството добил писмено барање со листа на документи кои треба да ги достави во рамките на предистражната постапка. Во судскиот совет пак е формирана посебна работна група која треба да го разгледува извештајот објавен во декември на работната група на Министерството за правда. До каде стигнала со работата информација нема, бидејќи председателот на Советот Караџовски не одговори на нашите пораки и прашања. Топ тема на ваша страна во февруари објави дека Судскиот совет, Врховниот суд и Министерството за правда минатата година поранешниот ВД председател на суд Стојан Черибарев ги информирал за рачната распределба на предмети. Тој писмено ги известил овие 3 институции за состојбата која затекнал во судот.
Во дописот со кој располага Топ тема на ваша страна, децидно е наведено дека предметите кои пристигале во кривичните совети не се распределувале кај судија преку АКМИС системот, туку преку посебен систем на заведување на евиденција изработен пред повеќе години. При моето доаѓање во судот без автоматска распределба преку системот АКМИС, во работата биле доделувани предметите кои се работеле по стариот закон за кривична постапка, но тоа одговорниот службеник го правел по распоред и редослед на прием по римски бројки. Оваа пракса е напуштена на 3 јули 2017 година со примената на измените на распоредот што ги донесов. Истрагата која водеше печена комисија именувана од Министерството за правда околу злоупотребите со АКМИС системот заврши во декември со штур извештај презентиран во јавноста во кој е потврдено дека предмети се делеле на рака, нешто што судскиот совет при своите контроли во кривичниот суд не успел да го открие. Тоа беше истражувањето на Огнен Чанчаревиќ, 250 предмети од организиран криминал 2015, 2016 и 2017. И господин Нанев, почнувам веднаш со вас како дел од работната група која што го направи оној првичен извештај кој бомбастично одекна за сите тие злоупотреби. Ова се дел од тие судски контролници или уписници. Толку ли е голема тајната што ја кријат тие овие бројки зад себе за и по 5 месеци да немаме никаков епилог од истрагата, без оглед дали е тоа кривична која што ја води обвинителството или пак дисциплинска, професионална на која што требаше да укаже судскиот совет. Добро вечер уште еднаш. Не постои никаква голема тајна. Самите контролни уписници во кои што се заведуваат предметите во автоматизираниот компјутерски менеджмент информацијски систем кој што всушност представува електронска книга на воведување на сите номенклатури и податоци кои што се однесуваат на еден конкретен кривичен предмет. Во суштина, доколку постои сериозна подготвеност на самите лица кои што оперираат со самиот систем, во јавноста многу лесно и едноставно може да бидат презентирани сите податоци кои што се однесуваат на сите овие предмети. Вие напоменавте и во воведниот дел дека се работи за 250 предмети, иако може би бројката на рачно распоредени предмети по она што значи податок, информација е многу поголема, меѓутоа зборуваме за документи до кои што ние дојдовме и документи кои оваа бројка е само од документите што ние ги поседуваме. За другите не. Апсолутно тоа не е спорно. Значи во делот треба да се посвети сериозно внимание и сериозна анализа во она што значи рачна распределба на предметите. Имајте во предметот самиот Кајрон што го погледнав дека делот од оние податоците кои што се наведени во самиот контролник се однесуваат и на предмети со притвор или без притвор. Значи во делот на на постојањето на основите имаме состојби кај притворот на итни предмети, а самите итни предмети од аспект на бројот на судиите кои што учествуваат на денот на распределбата на предметите. Ако тоа се работи за време на викенди, празници или неработни денови или после работниот дел, учеството во автоматската распределба на предметите или неавтоматската распределба на предметите се сведува на минимум на број на судии. Тоа значи ако имаме само еден судија, тогаш по автоматизам бројот на предметите е рачни и затоа велам дека кога не може генерално да се генерализираат состојбите за бројот на рачно распределените предмети, се додека не се направи целосна анализа за содржината и формата на самиот предмет кој што едноставно се дефинира во системот. Вие го направивте тоа што го направивте, кој треба да продолжи. Бидејќи ако сега 28 април 2016 година во 14 часот предмет со 55 обвинети стои запишано и сега за нас ништо не значи кок цртичка 38/16. Меѓутоа нашите извори велат лесно може да се утврди и кој е предметот и кај кој судија завршил и како течела сето таа постапка буквално со едно кликање на копче. Апсолутно, премногу едноставен. АКМИ системот представува еден многу едноставен консолидиран оперативен информатички систем кој во секое време ви генерира одредени статистички и други видни податоци. Значи со отварање на АКМИ системот и во делот на контролните уписници ќе добиете податоци, односно информации кои што се однесуваат и на самиот број, на самиот предмет, на бројот на обвинети
обвинетите лица и на бројот на видот на кривичните дела. Значи, исто така добивате конкретни податоци и за времето на автоматската распределба на предметот и бројот на судиите кои што во дадениот момент учествувале или аплицирале, условно речено, нели информатички, за автоматската распределба на предметите. Она што многу важно, вие рековте 14 часот, токму врз основа на Законот за управување на движење на предметите, судовите имаат донесено внатрешни процедури, во кои што внатрешни процедури е дефиниран тајмингот на времето кога треба во секој суд да се прави автоматската распределба на предметите, а тоа е 14 часот. Значи, било ако се прави автоматска распределба пред 14 часот или после 14 часот, тоа апсолутно состава одреден совнеш. Само малку, во случајот вие зборувате за автоматска, тука имаме рачно. Меѓутоа, еве го, тајмингот имате и 15 и 16, имате и 16 и 17, имате и во 11 и 14, имате и во 10 и пол сабајле. И во 10 и 10, ајде да не ги читам сите поред. Апсолутно е неспорно, но во дадената ситуација мора да ги имаме во предвид и останатите карактеристики на самиот предмет. Значи, основите кои што представуваат основ за автоматската распределба на предметите. Значи, кога е правен системот во автоматската распределба на предметите влијат неколку критериуми. Основите, видот на предметот, бројот на обвинетите, дали станува збор за притворенички или непритворенички предмет, односно за предмет кој што е одитен карактер или за предмети кои што се води редовна постапка. Значи, сите тие перформанси активно партиципираат и учествуваат во делот на распределбата. Но овде вие добро забележавте, се работи за рачно распределени предмети во кои што, од друга страна, самиот такми систем дава одговори на прашањето кои биле причините овие предмети да бидат рачно распоредени, односно на денот на распределбата да не учествуваат сите судии кои што со годишниот распоред за работа биле распоредени да постапуваат кон конкретната област, односно во уписникот како што е наведено во овој контролник кој што вие го презентиравте. И како се правило тоа? Откривте вие или допрва ќе треба да се открива и кои се институциите што тоа треба да го направи? Надвор од обвинителство. Комисијата апсолутно ги дефинира и согласно судскиот деловник и законот за судовите, комисијата има мандат да констатира одредена состојба. И тоа мислам дека МОС неуспешно и перфектно го направи. Значи, ние ги утврдиме сите констатации за функционалноста на АКМИ системот и за информатичката опрема. Сето тоа беше констатирано со одредени заклучоци и препораки за надминување на таквата состојба. Дали ваквите дејствија представуваат кривично дело или не, тоа не е работа на комисијата, ниту пак на Министерството за правда, за тоа има надлежни институции, тука е јавното обвинителство. Ако јавното обвинителство утврди постоење на одредени законски битија или остварување на законските битија на одредени кривични дела по основ на дејствијата кои што се превземале во конкретниот случај, тогаш тоа е постапка која што треба да ја спроведат надлежните институции, а не комисијата и Министерството за правда. Ќе ме дозволите да се надоврзам со само повелете. Две работни групи. Не, во врска со вашето прашање одговорот на судија Нанев. Се согласувам потполно со него. Прво, редно да се констатира дека Министерството за правда на самиот почеток од доаѓањето на гарнитурата на функција, меѓу првите работни задачи им беше формирање на оваа комисија, која, да бидеме искрени, изрично не стои како надлежност на Министерството за правда, ниту во Законот за органи на државна управа кај што се утврдени неговите надлежности, ниту во некои од другите закони. Туку со едно пошироко толкување, значи искрени да бидеме со покажување на добра политичка волја, Министерството за правда, толкувајќи ги нормите од Закон за судовиот судскиот деловник, изнајде основ да формира ваква комисија и да почне еден вид на мини, би рекла лаички кажано, истрага. Тоа не е истрага, туку да констатира работење, начин на работење на употреба на АКМИСот во судовите. И тука претпоставувам ќе се согласиме сите дека комисијата заврши перфектно својата работа, беше транспарентна, ги објави резултатите онолку колку што можеше на пресконференција. Затоа и малку Министерството за правда беше класифициран како таен тој податок, после го декласифицира и тука завршуваме со одговорот на вашето прашање. Но вие велите што понатаму, така стоеше во прашањето. Изрична законска надлежност, сето ова што го правеше комисијата во еден исклучително краток временски период што им беше даден, има судски совет да прави во текот на целокупното свое работење. Истото требало да го прават председателите на судовите. Сите судови се надлежни за распоредување на предметите. Судскиот совет не само што е изрична негова надлежност тоа да го прави, не само што истото ова можел да го направи со едно кликање со копче, поправете ме Нанев ако грешам, најлаички се изразувам, можел да го направи не само председателот, секој член на судски совет. Чекаа да заврши комисијата, заврши. Им се даде на располагање материјал.
имало во рамките на судски совет постојат така наречени координатори се викаат, тоа се членови на судскиот совет, секој одделно е надлежен за некој суд само за АКМИСот како работи. Јавна тајна е дека една членка на судскиот совет, поранешна председателка на судски совет, која исто така можела да го контролира сето ова што комисијата условно речено на правда или на судија Нанев ја контролирала, била надлежна за единица Скопска. И таа идела во надзор и се враќала со извештаи позитивни, дека ништо не е сгрешено и дека се направено согласно закон. Сакам да кажам, секоја чест на комисијата и на Министерството за правда. Тие имале овластувања да извршат контрола, да ја објават и толку. Судски совет можел да разрешува председателе, да покренува постапки. Тој можел да побара одговорност на одредени суди или председатели на судови, можел да покрене дисциплинска постапка, дури можел и да покрене постапка за разрешување на судија. Тоа е едната работа. А обвинителството натака врз основа на извештаите очекуваме, јас искрено се надевам дека ќе направи се што е во негови рамки и во негови надлежности, односно со прости зборови кажано дека наскоро ќе излезе со конкретни обвиненија кон конкретни судии кои го злоупотребувале АКМИСот. Госпоѓа Таца Николска, вашиот коментар. Јас на сето ова само би додала една многу главна работа, што е надлежност на судскиот совет, а тоа е да се грижи за независноста на судството. Еден од елементите за независно судство е распределбата на предметите. Кога не се знае или кога има злоупотреба во распределба на предметите, автоматски се доведува во прашање независноста, а судскиот совет, како тоа го контролирал и колку тој во својата активност ја извршувал улогата на заштита на независност, мислам дека не е тешко да се одговори. Ова што сега беше презентирано од професорката Ана Данева, која што вели дека лице одредено било надлежно за контрола, тоа лице значи не ја врши надлежноста која е доделена. Таја не ја оневозможува независноста, а тие се должни да се грижат. Јас ви гарантирам дека до сега не сум слушнала ниедна акција, ниедна реакција во делот на она што значи грижа за независноста на судството, освен во еден конкретен момент кога беа распрашувани одредени судии од страна на специјалното јавно обвинителство, кога рекоа дека не можело тоа да се прави и дека тоа било заштита на или атак на независноста. Нивната активност во заштита на независноста во никој случај не се такви реакции. Конкретната активност е потребна во делот на заштита на независност. Спомнавте вие дека сте направиле, меѓу другото, покрај извештајот на комисијата, одредени препораки и заклучоци како да се надмине состојбата. Не знам зашто тие препораки и тие заклучоци не треба да бидат јавни и зашто тие препораки и заклучоци не се предмет на елаборирање. Транспарентноста е дел од независноста. Транспарентноста е нешто кое што води до утврдување на одредена состојба. Институтот за човекови права го мониторираше работењето на судскиот совет и утврди дека тамо има формална независност, тамо нема, формална транспарентност. Тамо нема суштинска транспарентност. За мене суштинската транспарентност е ова, да излезе и да каже рачно распределба на предмети заради ова и ова. Препораките кои што беа дадени се прифатливи, не се прифатливи. Заклучоците се овакви. Едно е кривичната одговорност. Обвинителството нека си ја води кривичната одговорност. Меѓутоа, тука морам да ве прекинам. Значи, ние имаме и официјални извештаи на апелацијскиот суд и тие беа презентирани во една од претходните емисии. Официјален извештај од апелација кој што извршил контрола и не констатирал недоследности за истите години за кои комисијата констатира недоследност. Имаме извештај годишен на Судски совет за 2016 година во кој што не се констатирани никакви недоследности, за истата година комисијата констатира недоследности. Значи, Боби, судиите на апелационен суд, судиите на Врховниот суд вршат редовни посети на основните судови. Меѓу другото, прво нешто
што сме правеле при тие посети е уписниците. Еве, вие сте биле председател, знаете што сме Добро, сега се тоа електронските уписници. Ама, не е тоа важно. Важно е дека повисоките судови, меѓу другото, треба да испитуваат, треба да ја вршат контролата како се врши распределба на предмети. Апсолутно во тоа сме согласни. Дали е во таа насока, значи ја не знам овде кој ја вршал совесно таа своја функција. Ниеден од овие органи за кои што ние зборуваме, ја не видов дека ја вршеле функцијата на начин што носеле посебни заклучоци во однос на негативностите кои што вие сте ги констатирале. Сега зборуваме и судскиот совет, после притисокот на јавноста нешто најде и сега е на потек обвинителството. Каде е до сега реакцијата? Независноста, нетранспарентноста е нешто кое што го доведе меѓу другото судството во такво заробеништво за кое што се уште сметам дека постои и многу тешко ќе излеземе од таа дупка ако не излезат начините на разрешување. Господин Јанев, кои беа тие препораки со оглед на фактот еве и во акцијскиот план е наведено дека нов закон за надминување на можностите за спречување треба да биде даден на јавна расправа веќе во мај, меѓутоа се уште го нема. Вака, значи, не само посетата и контролата на Основниот суд Скопје 1, туку генерално и посетата која што беше направена и увидот во функционалноста на информатичкиот јакми системот во апелацијниот врховниот суд и во останатите судови, согласно утврдената програма и динамика, беа утврдени и констатирани одредени состојби кои што покажуваат дека де факто АКМИ системот веќе представува еден застарен модел и ги надминува фактичките потреби за неговата функционалност и потребите на судовите на новото време. Што значи бара негово доследно надградување, односно апдетирање, колку што сум запознат и согласно самата стратегија, веќе во Министерството за правда во тек се активности од имплементирање на еден целосно нов систем, значи целосно нов оперативен систем кој ќе ги задоволи сите овие перформанси, меѓутоа ќе овозможи една целосна гаранција и спречување на било каква злоупотреба, односно рачно или било какво доделување на предметите. Во овој момент, само да ви потенцирам еден случај, согласно судскиот деловник, кога имаме случај, бидејќи така функционира моменталната пракса во сите судови, практично во најголемиот суд во Република Македонија Скопје 1, кога имаме предмети доделени на судија на претходна постапка со повеќе обвинети или поголем број на предмети, функционира институтот дополнителен судија. На барање на судијата на кој што му е доделен предметот, бара од страна на председателот на судот заради запазување на роковите да му биде доделен дополнителен судија кој што ќе или дополнителни суди кои што ќе постапуваат по конкретниот предмет. До сега АКМИ системот нема одговорено и нема решение на кој начин дополнителните суди ќе бидат доделени. Автоматски не е возможно. И се поставува прашање тогаш како и на кој начин ќе биде запазен природниот распоред на предметите, односно на самите суди во конкретни случаи. Тоа е веќе втора тоа е сегмент кој што се покажал како недостаток на системот. Како недостаток на самиот систем заради потребата. И функционалност која што била злоупотребувана. Апсолутно. Поради таквите недостатоци едноставно нели е и самата потреба. Понатаму самиот систем Колега, јас извинувам, кој го храни тој систем? Во време кога се прави тој систем, председателите или не знам кој се учествувал, требало да каже, вие треба да направите систем каде што автоматски ќе биде одредени дополнителни судија. Значи не постои совршен систем во светот, овие недостатоци се предмет кои што се констатирани. Ова е недостаток. Ова е пропуст кој што морал да биде земен во. Добро, не бил земен во предметот и како таков постои, затоа постојат овие анализи и предлози како да се надмени конкретниот проблем. Понатаму она што беше констатирано во одредени судови во Република Македонија, злоупотребата на АКМИ системот како резултат на годишните распореди за работа. Вие ќе констатирате дека со измените токму на Закона за судовите, една од злоупотребите кои што се наведени таму е токму злоупотребата на годишните распореди за работа. Тоа е она констатација која што всушност произлезе и од самата контрола на комисијата. И мислам дека во оваа насока
тука не може, извинете, да барате несовршеност на системот. Никој не можел да претпостави дека некој, сакајки да го изигра системот, ќе предвиди можност председателот на судот годишниот распоред, затоа се вика годишен, бидејќи се прави еднаш годишно. Така. Дека ќе го смени 14 пати во годината. Ако е 14 пати, значи повеќе од еднаш месечно е тоа. Тоа нема врска со системот, со АКМИСот, ниту со софтверот. Кој тој заштитен механизам? Ова е веќе класична злоупотреба на позицијата службена, а тоа со други зборови е кривично дело и треба да се истражува и да се поведуваат. Пред да го заокружиме овој дел, еве една кратка хронологија на тоа како се менуваа ставовите околу наодите на стручната комисија во самиот судски совет. Се започна од прибе и извештајот во кој експертската група лоцира манипулации со автоматската распределба на судските предмети. Имало мешање во АКМИ системот за сензитивни предмети да завршуваат кај конкретни судии. Констатирале во извештајот. Експертите лоцирале повеќе начини како тоа се правело. Еден од нив преку менување на распоредите, со што судиите се испраќале во други оддели. За да се провери ова, следуваше формирање на работна група од Министерството за правда, составена од судии, представници на правда и IT експерти. Во октомври и ноември направија увид во Кривичниот суд, во Скопска апелација и во Врховен. Во 2017 година годишниот распоред за работа на судиите бил сменет 9 пати во Врховниот суд. За 2 години во Кривичен бил променет 10 пати, објави министерот за правда во декември, кој ги соопштуваше на аудита. При увидот во судот е констатирано дека постојат 860 предмети во кои нема доделен судија. Со ова се доведува во прашање точноста на статистичките податоци во месечните и годишните извештаи за работа на судот. Исклучувањето на судиите од автоматската распределба на предметите се вршело без изготвување на писмена одлука со наредба и без образложена причина. Тоа се правело само со параф на председателот на судот и со телефонско јавување во судската писарница. Од правда извештајот заврши во рацете на обвинителството, но и на судскиот совет. Класифицираноста беше причина да се одлага неколку месеци разгледувањето на извештајот од страна на членовите на советот, но председателот Караджевски, кој поседуваше сертификат, рече дека го погледнал и нема ништо драматично во него. Ништо помпезно, ништо страшно, да речам, како што е најавено, како што се јавува во медиумите, во тој извештај го нема. Јас имам размено со сертификат, го имам разгледано, така што не сум уведен дека има многу разлики во она што ние досега, кога сме работеле, сме го констатирале. Наодите од извештајот беа доволно сериозни за други членови на советот, кој по дискусија и спротивставени мислења изгласа да се одложи изборот на председател за апелација, за да се направи вонредно оценување на кандидатите за председател. Тие 4 кандидати од 8-1 се дискриминирани со таа оценка од 2016-15, бидејќи со АКМИСот извештајот се тврди дека не било во редо судот, се земале, се давале предмети, се приговарало годишни извештаи, па не се примале, па ова, па она, по 2 месеци не работеле луѓето, не можеле да остварат резултати. Немале можност судиите на единица да испливаат со бодови, па никогаш не сме правиле таква разлика. Ви имате 4 судии на апелациониот суд со одлични бодови, имате судија на основен суд Кавадарци со одлични бодови и судии на Скопска единица. Па кој вели дека мора само Скопска единица да судиите или од Скопска двојка да бидат избрани во апелациониот суд Скопје? Самарџиски, Зафировска, но и Лидија Каначковиќ се тројцата членови на комисијата кои биле избрани со жребка и треба да испита дали имало неправилности во судовите, објаснија од судскиот совет. Претходно советот ги бараше и доби од правда записниците направени на увидот во судовите, а повика и представник на фирмата што го изготви АКМИСот. И тоа беше еден мало фактографско подсетување на менувањето на ставовите госпоѓа Павловска Данева во самиот судски совет, од тоа дека нема ништо, па видовме дека при апелација дојдовме до вонредно оценување. Но тука прашањето ми е дали сите овие нерегуларности навистина во еден момент ќе не исправат пред прашањето дали е потребна евалуација на сите судови, бидејќи се компрометирани практично податоциве за нивната работа. Па јас не знам дали евалуацијата може да помогне и да смени нешто што е веќе завршено. Факт е дека како што беше кажувано во јавноста, а беа презентирани такви информации од извештајот на комисијата, дека
ајде ве парафразирам, повторно лаички кажувам, постоел паралелен систем на АКМИСот, значи не се употребувал АКМИСот, туку паралелно се распоредувале предмети на некој си Дупли систем, нивни АКМИС да го наречеме. Тогаш начинот на кој што се евалуирале и бодувале судиите е целосно лажен, непостоечки, незаконски. Тогаш ако тргнеме чекор понатака, нивните унапредувања кога биле евалуирани се исто така доведени под знак на прашање. Ама тоа е една сериозно сложена постапка, не верувам дека не сум сигурна ни за целисходноста на целосно враќање во поранешна состојба, би рекле правниците, да се направи, бидејќи ако така земеме не само што може да се преиспитуваат оценките на напредувањата, тогаш и пресудите што ги носеле како унапредени судии претходно се доведени во прашање. Преголем залак е тоа, мисля, че да, но преголем залак, меѓутоа господине Нанев, ако е точен податок, дека тоа што досега е направено како ревизија, ревизија да ја крстиме или инспекција по судовите, надвор од АКМИ системот биле 25.000 предмети, тогаш тоа не е беззначајно прашање дали е потребна и целосна евалуација и каков се ефект ќе има ако има влијание и врз самите пресуди, како што вели Дане. Апсолутно, во прашање се доведува функционалност на целокупниот правен систем во Република Македонија, со точноста на статистичките податоци во кои што Република Македонија ги има таквите компаративни анализи, значи имавме една целосна злоупотреба, нефункционалност на АКМИ системот, меѓутоа и злоупотреби од сите оние лица кои што го менаџираат целокупниот судски систем. И тука на крајот ќе се сведи главниот заклучок дека на крајот на криштата човечкиот фактор игра главната улога во нефункционалноста, нетранспарентноста во делот на она што значи функционирање на АКМИ системот. Значи од една страна ги имаме нефункционалностите во делот на она што значи бодирање или унапредување на самите суди, а од другата страна преку невоведувањето на овие предмети доведено е во прашањето независноста, нетранспарентноста и постапувањето на природен судија во конкретен предмет. Николовска, сега навлегуваме веќе и во оној втор дел од нашата дебата, генерално реформите во судството. Ако човечкиот фактор е за сите овие бројки, сомнежи, манипулации, може ли и почнаа ли реформите без она суштинското, да се почне со персонални и кадровски промени во клучните институции кои што треба да бидат гарант или чувар на независноста на судството? Пред да одговорам на вашето прашање, веднаш ќе кажам дека ова прашање фактички на некој начин во две насоки треба да се движи. Една е самата одговорност на оние кои што учествувале во некои недозволиви, најблаго речено, действија, а друго е прашање реформите кои што се прават и кои што уште ќе се прават. И може би третото прашање е тоа што на некој начин бевме поттикнати да очекуваме дека сите тие и едната реформа и другата реформа на некој начин ќе потекне внатре од самите суди. За жал, до ден денеска нешто не видовме такво некој однесување. И покрај тоа што морам да кажам дека одредени промени во однесувањата од страна на судиите постојат. Резултат на што се тие промени е веќе прашање за една подлабока анализа, дали се тоа како што популарно знаат да се наречат сончогледи или навистина дошло до некоја ментална промена во идејата на правораздавање. Меѓутоа, апропо АКМИ системот, со сега новите измени фактички од АКМИ системот ќе се вадат многу релевантни податоци за квалитетот на работата на судиите. Законот за судски совет, меѓу другото, квалитетот на работата на судиите во делот на укинати и преиначени одлуки ќе оценува преку увид во АКМИ системот, да го читам целиот, не само преку бројот на одлуки, туку против примена или употреба на правни средства и истите по кои основи се укинати. Дали се укинати заради битна повреда на постапката,
кај преиначените, зашто е причината за преиначените одлуки и во разговор со лицата кои што работат, условно речено, или да поедноставам во овие компјутерски системи, тие тврдат дека сето тоа може да се направи и дека со таква една евиденција на квалитет, на квантитет во делот на она што значи воредно испитување, редовно испитување, можат да се добијат релевантни податоци. Меѓутоа, слушајќи се што, затоа што тие компјутерски системи, тие не знам од кај паднати. Повторно е човек тој кој што ги полни со податоци и повторно е човек тој што ги употребува. Значи, прашањето на крај ќе се доведе дали примена на еден современ систем за кој што сметаме дека ќе биде независен во делот на оценувањето, ќе функционира или не, имајќи во предвид како се однесуваат одредени лица. Сега вие навлегувте веќе во овие нови одредби од законот за само заради судови. тоа зашто се спомна АКМИ системот и сакав да укажам дека со примена на овој АКМИ систем се предвидуваат многу големи промени кои што треба да гарантираат независност и квалитетно оценување. И оценување кое што ќе даде права слика за работата на судиите. Сега по однос на она второто прашање, дали има акции, дали нешто се прави во однос на делот што значи подобрување на состојбата во правосудните области, правосудниот систем, јас можам да кажам дека овие измени што се направени во Законот за судски совет и во Законот за судови, имајќи ја во предвид и стратегијата, се тргнати во една многу добра насока и мислам дека уште последната фаза, што би требало да значи едно ревидирање на овие два закона, со крајно решение ќе доведе до позитивни резултати. Меѓутоа, морам да напоменам дека и покрај тоа што има добри, да кажам, законски решенија, има одредени законски решенија кои што, за жал, арбитрерноста во делот на оценување на работата на судиите, каде што е и нивната независност, ќе биде доведена во прашање на што конкретно мислите? Конкретно сега ќе ви кажам, со Законот за изменување и дополнување на Законот за судови во членот 14 од овој закон вели членот 75 став 1 се менува и гласи, меѓу другото, ако се во две редовни последователни оценувања не се исполнети критериумите за успешно работење, по вина на судијата без оправдани причини, зашто е оценет со две негативни оценки, а согласно постапката утврдена со закон, ќе следи одредена постапка, дали ќе биде дисциплинска, дали ќе биде разрешување, оценување и така натаму. Меѓутоа, во алинејата 11 се менува и гласи: ако е донесена пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права, во која е утврдена повреда од членовите 5 и 6 од Конвенцијата за човекови права, тогаш значи судиите исто така подлежат на одредена одговорност. Јас морам да укажам дека ова е многу генерално. Членот 5 и членот 6 прво имаат толку многу презентирано ситуации каде што не станува збор само за однесувањето на судиите во однос на овие предмети, во однос на тие конкретните предмети, туку тоа се и одредени пропусти кои што можат да се констатираат, а кои што не се на страна на судиите. Одредени законски промени кои што треба да бидат презентирани, одредени однесувања на обвинителите, одредени, да речам, пропусти во процедурата, каде што не се само судиите, тука се и адвокатите, тука се и самите странки, и едно вакво генерално
кажување дека судиите ќе бидат одговорни кога Европскиот суд ќе оцени повредата на членот 5 и членот 6 не е во добра насока на оценување на работата на судиите. Ако во погорниот член стои по вина на судијата без оправдани причини, тогаш требало и во овој член по мене да се детектира позицијата на судиите кои што постапуваат по предметите. Инаку, морам да споменам дека во ниедна пресуда нема да најдете виновност утврдена на страна на судиите. Тука е државата во прашање која што кој што води. И уште нешто, исто ова во делот за членот 6 од Европската конвенција се манипулира во законот за судски совет, во кој што стои дека на судијата во периодот за кој што се оценува бројот на бодовите, утврдени воз основа на критериуми, утврдени со овој закон, му се намалуват бодови 10 и така натаму, ако вели е донесена пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права, со која е утврдена повреда на правото на правично судење. Правото на правично судење има многу елементи, многу фактори каде што не се само судиите повторно инволвирани, и вели за членот 6 од Европската конвенција или е донесена пресуда на Врховниот суд на Република Македонија со која е утврдена повреда на правото на судење во разумен рок. Ке одиме со Нанев, бидејќи и вие како Фела имавте многу забелешки на овој закон, па на крајот ќе ги коментира и професорката овие забелешки. Па добро, има уште некои работи кои што треба да се елаборира. Да бидеме реални. Значи станува збор за одредена шминка не заради целосна трансформација или задоволување на потребите на судиите или на правосудниот систем. Обична шминка која што прави одредена модификација на правната регулатива, односно игра на зборови, која што нема да доведе ниту до објективни, ниту до реални промени во делот на она што значи квалитативно и квантитативно оценување. Ваквите состојби преку ова модификација всушност постоеви во претходниот закон. Значи не постоеше никаква пречка, ниту било какво ограничување да се изврши квалитативна анализа во делот на работењето на секој судија поединечно, во делот на остварувањето на ориентационата норма, во делот на потврдени, укинати или преиначени предмети, во делот на образложението на самите одлуки или во делот на квалитетот на образложенијата кои што секој судија поединечно ги изработувал при донесувањето на секоја поединечна одлука. Значи станува збор за одредена модификација, игра на зборови кои што реално како потреба за донесување на овие закони беа задоволување на потребите на Република Македонија заради добивањето на позитивниот извештај и ништо повеќе во тоа. Судската фела. И овде имаме особено доаѓа во прашање арбитрираност на членовите на судскиот совет. Како едноставно нели ќе ги гледат состојбите или бидејќи на крајот на краиштата и овие параметри, како што кажа колешката, на крајот како очекува резултат, ќе исфрлат одреден број на поени, врз основа на таквите поени на крајот повторно арбитрерноста и членовите на судскиот совет ќе ви каже извинете, вие навистина сте број 1, меѓутоа во Република Македонија ќе го освои шампионскиот пехар оној кој што е трето или пето рангиран, бидејќи тоа е фактичката состојба. На членовите 5 и 6 не постои во светот ерга омнес такво решение како што е овде, како што судскиот совет, односно со измените и дополнувањата на законот за судовите го има. Ова е всушност јамка или едноставно би рекол постојано ставање под стрес на самите суди. Внимавајте како ќе постапувате во наредниот временски период. Сдруженијето на судиите изминатата година со огромен број на работилници и семинари изготви предлог решение кој што требаше целосно да ја промена целокупната слика во делот на оценувањето, меѓутоа и напредувањето на судиите, меѓутоа измени и дополнување кои што требаше да го промена целокупниот концепт и на организационата поставеност на законот во законот за судовите. Тоа не се случи. Едноставно ниту едно решение, ниту едно решение денеска од Министерството за правда и немаат свој представник вечерва. Меѓутоа веројатно нивниот одговор ќе биде ова е таа втора фаза
фаза, па следува трета фаза, па ќе има Не, Боби, ако дозволите, значи Сдруженијето на судиите, Сдруженијето на судиите и судиите во Република Македонија апсолутно, тврдам и одговорно, целосно беа изиграни од извршната власт, меѓутоа и од опозицијата, затоа што овие измени се производ на политички договор помеѓу власта и опозицијата, затоа што едноставно не можеа да поминат предлозите на Сдруженијето на судиите на судската фела, кое што се залагаше за квалитативно подобрување на овие текстовите. Вие замислите во предлогот еден од измените и дополнувањата, велите дека ако судијата ја користи својата функција за остварување на приватен интерес, приватни цели. Да. Што подразбирате вие во приватен интерес, приватни цели? Една општа формулација која што во секој случај демни знаете, за мене ова многу повеќе демни отколку приватни цели. Што? Приватни цели е лесно утврдлива категорија. Знаете, ако колега, не е лесно, колешка, ако дозволете. Значи, во оваа ситуација што она што беше особено важно изигрувањето на судската фела. А постојано говориме и во извештаите и препораките на Европската комисија за исклучителната инклузивност и посветеност на судиите во Република Македонија и нивната подготвеност да придонесат во делот на промените кои што ги очекуваме. Не дека за година дена нешто ќе се случи, затоа што истата структура на судии и во апелациониот и во Врховниот суд, кои што во изминатите 11 години учествувале во делот на карирањето на правото, во делот на законите, во делот на носењето на одлуките, тоа е иста таа структура која што денеска учествува повторно во носењето на судските одлуки и во делот на телата и комисиите при измените и дополнувањето на законот. Значи, ќе се сложиме. Ако ние не направиме трансформација на интелектуалните капацитети на судиите не можеме да ги смениме. Значи да донесеме, да увеземе судии надвор од Република Македонија, тоа нема да се случи. Ви имате состојбе во кое што извршната власт ви подава рака да станете независни. Меѓутоа, судиите слепо се врзуваат, едноставно не сакаат да се ослободат од извршната власт. Зошто? Затоа што секоја конкретна одлука директно влие или е можност за успешно напредување и избирање во повисока инстанца во Република Македонија. Тоа е она што треба да се промени во судскиот систем. Ама прашањето е како? Не, прашањето како има одговор на тоа. Ќе стигнеме и до него. Кој е вашиот коментар околу овие решенија кои што еве повторно наидуваат на негодување и редакција? Така го поставивте прашањето малку поопширно, генерално за реформите, фазно носење натаму. После судија Николовска се концентрира на неколку законски решенја за кои што јас не можам да ги коментирам, ниту сум учествувала, ниту сум судија, таа мислам дека е непосреден учесник. Ја ги читам. И нема да ги искоментира колегите суди. Јас ќе се навратам сосема за крај конкретно за законот за судови и законот за судски совет, меѓутоа ако зборуваме генерално за реформите и за прашање што го покрена кои двајцата судии всушност го покрена за сервилноста на судиите од една страна. Тука се две опции можни, бидејќи ние сме сите сведоци на едно поинакво судење од едни исти судии сега. Тоа и лаик го гледа. Да, меѓутоа и лаик се прашува што се случува, дали ја сменета менталната свест, што се сменило или се сменила бојата на тогаш. По мене постојат два одговора, можни, две алтернативи, а времето ќе покаже кој е било. Едната е сервилноста на судиите кон секоја политичка елита. Можно е да е тоа одговор. Едни исти судии се сервилни кон едни политичари, па после стануваат кон други. Искрено се надевам дека не е така. Не, зборуваме за оние исти судии кои што суделе пред 2 години на еден начин, сега судат на друг начин. Јас искрено се надевам дека тоа не е така. Втората опција или вториот алтернативен одговор е дека можеби се намалени, не велам престанати сосема, намалени притисоците при судење на конкретни предмети од извршната власт, бидејќи судиите всушност пате од извршната власт. Тие самите 2010 година во анкетата тоа го кажаа. Па сега судат поинаку бидејќи никој не им врши притисок. Може и да е тоа. Од друга страна, реформите велите се носат фазно. Тоа е констатирано. Не знам судија Нанев, не знам дали се изиграни судиите или не. Меѓутоа ова беше објавено јавно во стратегијата дека ќе има, зашто многу ми е жал, но тоа беше барање и на Европска комисија и на владата која е носител на стратегијата, впрочем, не ја носат оние што ја пишуваат, туку оно што збор за стратегија, станува збор за конкретни решенија. Кои се конкретните решенија? Конкретно во стратегијата се пишува во 2 наврати ќе има измени кои се точно усогласување со Греко и Венецијанска комисија. Само тоа што Венецијанска комисија и Греко го бара. И тоа се случи, ми се чини горе доле на време. Се донесени тие измени, усогласувања со меѓународните стандарди.
крупните измени на Законот за судови и на Законот за судски совет се предвидени да се случат во Министерството за правда и да излезат од Министерството за правда во влада во јули месец, согласно стратегијата. Во јули месец, а во септември да биде во собрание усвоени. До прва ќе следат. Дури не сум сигурна дали ќе се оди со измени или со нови закони, бидејќи ако 1/3 знаете сам. Верувате дека еден системски закон како што е Законот за судовите дека ќе може за месец дена да излезе од Министерството за правда? Да. Во април месец се почната работата, односно работна група продолжи. Понатаму сакам да бидеме честни кон јавноста. Суди во работната група има. Па јас сум член на работната група на Законот за судовите. Па како тогаш се изиграни? Па тоа изиграни се, оние решени. Колешка Цаца, оние решенија кои што беа договорени и предложени од страна на судиите, воопшто не се имплементирани. Кои се тие решенија? Но може да бидат за месец дена. Јавноста треба да знае. Јавноста ги знае. Настрана само Законот за судови и судски совет. Тоа апсолутно се исклучително важни закони, но ја тангираат судската фела. Ние сите како граѓани имаме допир со правосудството, не само преку најмалку преку Закон за судови и судски совет. Реформи кои можеби коментарот судија Нанев беше само во поглед на тие два закона. Јас зборувам за следново. Ние направивме сериозен обид како стручњаци, сите заедно, сите ние на масава и многу пошироко, да направиме притисок да може да им се дозволи на експерти, сериозни експерти долгогодишни во нашава држава, да направат влез во судството, особено во повисоките, особено во највисокиот суд, во Врховниот суд, со нешто помал обем на посета на часови во академијата. И тоа го напишавме во стратегијата и изгледа ке се обистини. Така ми личи дека некаде со измените во Законот за судови и судски, зборувам дури и за луѓе без да персонализираме, меѓутоа суди искусни кои биле надвор, па се вратиле, па останале без судиска функција и не можат да дојдат во судиската фела без да ја поминат академијата од 2 години. Тоа е нешто што експертската јавност сите Добро, ги имаме примерите. Па добро, не сакам никогаш во живот не ми се случило персонално да зборувам. Не е само судија Николовска и она и други. Суди, извини, нема потреба академија. Тоа се суди кои што треба не повисоката. Ама јас тоа го зборувам. Така да тоа не е проблем. Тоа е еден дел од реформа. Второ, зборуваме за она што ги тангира, да речеме, моите студенти по право, кои треба да бидат идни суди. Просек од 8.00 од додипломски и од постдипломски. Од двата циклуса студии, за да влезат во академија, за да станат суди. Видете, ние имаме 24 шалтери во оваа држава од каде што се издаваат дипломи за дипломирани правници. Со други зборови, 24 правни факултети или дисперзии на правни факултети. Како ние тоа бараме осмицата кај мене, кај можеби кај колегата Нанев како во својство на професор, не е иста како и на одреден универзитет, да не го именуваме, е потполно различна. Од тука не можеме да бараме такво нешто. Второ, ние во Законот за високо образование кој сега се смени, пред 3-4 дена излезе во службен весник. Имавме одредба, цели 5 години постои таа одредба, дека било кој правник, кога и да посака во животот да стане судија, немал просек, а од друга страна пред Европа се фалиме дека бараме просек над 8, може да си дојде на правниот факултет каде што дипломирал, со по известна сума пари, не мала, но се наоѓа, 5 испити да поништи, 5 шестки да поништи, да се појави, да плати пари, да добие 5 десетки. Значи, тоа веќе не постои. Ама не постои, тоа е избришано, членот 8 вели, членот 45. Сега, Николска, дозволете ми да довршам. Ова е втора работа покрај Академијата задолжително од 2 години за сериозни експерти, покрај просекот од 8 кој што е измислен, правосудниот испит се клика на копче се уште, сега се формира работна група, ќе се смени, се враќаме во една нормална држава каде што знаењето се гледа на кандидатот да зборува, го испрашува сериозна комисија, јавност има кој сака може да дојде да слуша. Сите тие работи, чекор по чекор, се дел од реформите. И на крајот на краиштата, 5 годишна стратегија значи 5 годишни реформи, односно после втората, третата, четвртата година да почнеме индикатори за мерење да употребуваме за да видиме што е направено. Видете, стратегијата беше усвоена. Се доцни со некои работи, еве на пример од законот, законите околу академијата. Но се уште не е усвоен ни оној основен закон за тоа основното за тоа фелоти, тоа е усвоено готово. Но мојабетот ми беше да се потсетиме, да потсетиме јавноста, во ноември месец е стратегијата усвоена од владата. Денеска е
мај, 6 месеци се поминати. 5 годишна стратегија не можеме, господине Христов, да ја оцениме за 6 месеци и да сакаме. Инаку идејата беше првата година дена, значи рачунете до ноември следната оваа година, да се носат законите, па после да гледаме како тие ќе се имплементираат. Дајте една година да се донесат. Меѓутоа, еве ги, се е запишано сите, еве. Значи, јас не знам како е дојдено до датумот септември 2018 Септември се клучните двотретински закони во пакет одат. Сега ќе ви кажам, закон за управни спорови, закон за кривична постапка, закон за обвинителство, закон за прекршоци, закон за судови, закон за судски совет. Цел пакет треба да одат во септември. И закон за СЈО, но е од друга страна, и они што се со двотретински. Но од друга страна има закони со кои што многу се доцни, а кои што се битни за граѓаните, на кои што секој ден инсистира. Закон за извршители, закон за нотаријат. Има измени. Значи, февруари 2008 донесување на закон во Собрание на Република Македонија. Тоа е нешто што го ветила владата. Три закони никаде ги нема. Точно ли беше дека опозицијата едно време отсуствуваше од Собранието? Значи, и тоа се некои работи што толку политички што ниеден стручњак не може да ги предвиди, да ги прецизира. Инаку закон за прекршоци ние не го спомнуваме, глобите огромни, стравот кај бизнисите, кај малите дуќанчиња, еве во овој момент се менува. Знаете дека во нацртот се преполовени тие? Никој за тоа не зборува. Тоа како да не е интересно, а всушност секој еден дуќан во ГТЦ и било каде надвор од Скопје ќе ви каже дека тоа му е многу важно. Но она што збунува исто така е како се почна и како се одвиваат работите. Почна со она работна група која што ја изготви стратегијата, го изврши акцијскиот план и потоа требаше да продолжи, да бидем искрени, но се случија некои недоразбирање и сега имаме совет за утврдување, совет за следење на реформите, кои што некои го оспоруваа и од уставен аспект. Од друга страна, се има впечаток во јавноста дека стручната дебата изостанува и дека се на крајот се сведува и завршува со политичките договори кои што ги имаат партиите за да се стигне до тоа двотретинско мнозинство и дека во тие договори многу и од таа стручна експертиза и стручен придонес во новите законски решенија се дерогира. Се согласувам. За ова последно, особено кај измените на Законот за судски совет и на Законот за судови, она што јас го знам странично, бидејќи не сум учествувала ни во една од тие работни групи, следејќи ги медиумите и изјавите. Работната група изготвила едно решение, се оди на преговори со опозицијата, бидејќи мора да преговарате, и прво затоа што е демократски, втори од прагматични причини, бидејќи ви треба двотретинско мнозинство. Се оди на преговори, се добива некој предлог кој и стручњаците сами кажуваат и ние странички на теоријата и праксата велат не држи вода и сега власта е ставена меѓу чеканот и наковалната да или ги одбие и не оди законот или ги прифати тие небулозни, искрено небулозни предлози и да добие двотретинско мнозинство. Небулозни предлози се тогаш тие се предлози небулозни по однос. Каде е интересната група? Целната група, судиите, каде се оде целната група судиите? Ама нема, колешко Цаца, нема. А слушате дека се тоа политички договор? Ама тоа се после. Сите го слушаме и сите го знаеме. Не се после договор, не се после. Не ме допира ниту вас. Да, некоја ситна измена. Судија Нанев сигурно го допира дали ќе има картичка со која што ќе се откуцува од 8 до 4. Можеме да дебатираме дали судијата е службеник, дали судијата работи според закон за работни односи, дали тој треба да се откуцува или да не се. Тоа било предлог на опозицијата за да се измени одредена, значи таквите работи не допираат до нас граѓаните како наши права дека ќе бидат стигнати, но најверојатно судската фела не е задоволна. Меѓутоа и во тие преговори веројатно треба да има сега, иако тоа звучи бидејќи се внатрешни домашни преговори, едни црвени линии преку кои што не може да се помине. Ние слушаме и сега во моментов дека луѓе кои што се обвинети од специјалното јавно обвинителство, почитувајќи го правото на презумпција, нели, се дел од работни групи за измени на закон за кривична постапка, на целото законодавство. За тоа треба да разговарате со опозицијата. Ние сме овдека стручњаци во тој дел што значи закон ваков или тако. Не знам дали се обвинети или не, ама тоа што го знаме следново. Законот за кривична постапка, измените на ЗКП, го води професор Калеџиев. Член на тој закон е познат експерт хрватски, господинот Новосел, на таа работна група и на законот за обвинителство. ОПС се учествува со свој представник. Учествува американски експерт во законот за јавно обвинителство, сигурно сум, не знам дали и ЗКП.
Значи, ама еве и овде учествуваат суди, учествуваат обвинители, учествуваат специјалното обвинителство, учествуваат адвокати, учествуваат професори, учествуваат председатели на апелациони судови и учествува председателот на Сдружение на суди. Што е ако на крајот покрај сите вакви експерти и стручњаци, кој ќе се седне на една ваква преговарачка маса за да се избројат законите, почнуваат да се подкусуруваат на Знаете што е решението? Ние се ова вака денеска го дискутираме, вие сте не викнале и ние сега кажуваме кои членови се добри, кои членови се лоши. Наредниот пат јавноста треба да знае дека некој во политичкото милје, зашто ние не можеме од тоа да избегаме, на крај политичарите се тие кои што ќе одлучат дали ќе го донесат овој закон или нема да го донесат. Тие треба да излезат овде и да кажат зошто тие предложиле такви закони кои што не се за доброто на фелата. Ама ние токму сакаме да ја направиме таа промена наместо политичарите, целната група. Судиите, граѓаните, невладините организации. Па тоа е клучната промена која што треба да се направи во политичкиот систем во Република Македонија. Клучните измени, овие што вие ги говоревте, се однесуваат само на дисциплинската постапка за судиите. Дали па токму за тоа, дисциплинската постапка и разрешувањето. Дали тоа се клучните работи за унапредувањето и работата и квалитетот на работа? Апсолутно не се согласувам, колешке. Од 4 критериуми ги донесовме на 9 критериуми. Тоа е реформата, ќе ме убедете вие? Ама вие сега настапувате наместо како судија, како представник на извршната власт. Па немојте сега. Па како можете да ја браните филата? Од 4 критериуми да имате 9 критериуми. Па вие ја застапувате извршната власт, не судската власт. Не е точно. Не можам да се сложам. Не можам да се сложам со ваквата констатација која што имате, затоа што тоа е на штета на судиите. Со која констатација не може да се сложите? Па со овие критериуми кои што се предложени. Тоа не се промените кои што треба да го променат, да ја променат сликата на судскиот систем во Република Македонија. Колега, ние зборуваме за критериумите? Не, дали ние зборувавме за критериумите? Апсолутно извршната власт се обидува да ја исклучи инклузивноста на судиите кои што се подготвени. Ова не е измена, ова не е вистинска реформа на судството. Колега, сакам само да ви укажам дека опозиција. Дебатата продолжува, а времето веќе не истече. По 30 секунди за завршен збор во некоја друга прилика и конкретно за сите околности. 30 секунди. Добар ли е правецот и во која насока треба да се... Реформите се почнати, има добри решенија, има и лоши решенија во законот. Јас се надевам дека опозицијата ќе свати, како што и позицијата исто така, дека овие два закона не се за еднократна употреба, дека тие закони треба да расчистат многу дилеми и дека треба секој да оди во насока на независно, непристрасно судство со сите елементи кои што доведуваат до тоа, без постоење на можност било што арбитрерно да се применува. И за секоја работа, се извинувам уштова, да има аргумент. За секој член од законот да има и едни и други аргументи и да се ценат тие аргументи. Концептот на едно општество за сите треба да продолжи и во концепт на едно судство за сите граѓани во Република Македонија, за сите суди, а независноста, транспарентноста, стручноста и професионалноста да бидат водилка на наредните чекори за остварување на целата емисијата на судскиот систем во Република Македонија. Павло Скаданев. Реформите во правосудниот сектор не се состојат само во два закона, закон за судови и закон за судски совет. Реформите опфаќаат еден огромен пакет закони, би рекла некаде помеѓу 7 и 10 клучни законски решенија, најголем дел од нив двотретински. Очекувам дека тие ќе бидат донесени кон крајот на годинава. Би сакала следната година, 2019, да ги видиме првите резултати од нивната имплементација и дури после да направиме едно резиме до каде сме стигнати. Многу за вас, само едно дополнително кратко прашање, многу работи се предмет на политички пазарења, го констатиравме и тоа вечерва. Како очекувате во тој контекст да помине концептот за
стопување, условно да кажем, на СЈО во рамките на јавното обвинителство? Апсолутно сум сигурна дека СЈО наместо да престане да постои за 2 години како што е предвидено со законот кој е донесен, ако веќе сакате, со тој речник, исто така со политички пазарења преку 4 политички партии подпишаа и го донесоа тој закон, апсолутно сум сигурна дека наместо да престане да постои, тоа ќе продолжи со истите и со проширени надлежности само во рамките на организацијата на државното обвинителство. Само да го видиме тој пат. Ви благодарам, немаме повеќе. Една работа, да. 5 секунди. Само 5 секунди. Беа спомнати судиите, значи не се оние исти судии кои што предходно работеле по некои предмети со овие судии што сега работат по предмети. Да не ги изедначуваме сите суди и да не ги ставаме во ист кош. Во дебата од почеток, но јас ви благодарам за гостувањето вечерва. Тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете на тоа.